Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со Бранислав Светозаревич од Скопје. Инаку повод за разговорот за македонската радио програма со Бранислав е затоа што пред неколку денови од печат излезе едно дело, историско дело, неговата книга која се вика Македонци цртичка милениумски сведоштва за идентитетското име. Имено оваа книга предизвика бура од интерес кај македонската јавност, она се разбира патриотската јавност кај македонците. Исто така сакам да кажам дека Бранко е и директор на архивот, односно работи во архивот на Република Македонија и директор сте во Бев директор во Музеот на македонската борба. Так, добар ден и добре дојавте на македонската радио програма. Благодарам, Мицо, чест ми е што сум гостин на вашето ценето радио, кое се слуша и тука во Македонија со големо задоволство и во Европа. Така, ви благодарам и на вас. Интересно е што видите вашата книга се појави во едно време, не време, сакам да кажам, во едно време кога македонскиот идентитет, македонското име се мачка, се толчи како на змија главата. Ова ваша книга доаѓа некако исто како што велат старите, како мелемна рана. Се станува збор за една обемна книга. Јас не имам можност да ја прочитам, меѓутоа од содржината која ја добив, станува збор за една книга на околу 850 страници. Бранко, кој беше поводот, мотивот што ве натера во ова време да ја напишите оваа книга? Можам слободно да кажем дека има два мотива. Првиот е вечниот мотив, тоа е татковината Македонија. Тоа ми е нешто што е дел од мене, можеби тоа и ме профилирало уште од мали нозе кога ги слушав патриотските песни дома и некако како мало дете си правев филмови во главата кога ги слушав песните за нашите јунаци и некако кога се навраќам гледам дека и затоа и го избрав факултетот за историја. Така што цело време оваа тема мене ми е во глава и некаде околу мене цел живот ме притиска, особено кога влегов во професионалните води. А вториот мотив кој беше кликот за да се решам да ја напишам книгата беа неподносливите, неаргументирани напади од дел од бугарските историчари и политиката. Добро, во содржината што ја видов, почнувате од античко време, од античка Македонија. Јас би сакал така сложно и со ред да одиме за античкиот период на Македонија, кој е многу оспоруван од соседните држави, особено од Грција. Пак понатаму ќе продолжиме со средновековниот па и по новата историја. Она што ме интересира пред да одиме во античкиот период, Бранко, ме интересира вие како историчар и архивар за јавноста да објасните на кој тоа толку им смета името македонци, идентитетот, македонскиот народ, зошто на кој им смета, зошто толку се после Берлинскиот конгрес 1878 година, нели, и понатаму и другите конгреси, па и пред тоа се настојува да се уништи тоа име Македонија или македонец, тој идентитет. Зошто? Каде е опасноста? Што една Германија би била загрозена од македонците? Што една Франција би била загрозена? Нели знаеме кој учествуваше на Берлинскиот конгрес 1878 година? Како би биле тие загрозени? Зошто им смета на нив името?
Јас имам еден посебен наслов во книгата, се гласи антимакедонизмот и натрапникот во наводник. Така. Антимакедонизмот е всушност неговите зачетоци се со појавата на бугарската држава, бугарската екзархија, но во тој антимакедонизам учествуваат сите оние соседи кои имале аспирации кон македонската територија, да биде нивна, а македонците да бидат нивни дел од нивниот народ, ама македонци како жители на провинција, со туѓо име, национално. Фактички, сите тие три држави, Србија, Бугарија и Грција, се ослободиле во 19. век, кој порано, кој подоцна, и се ослободиле со помош на големите сили. Да не се лажеме. Значи, само затоа го спомнав Берлинскиот конгрес. Од таму доаѓа креирањето на Албанија и на другите држави. Само македонскиот народ има подигнато востание без сојузници. Тоа е феноменот на македонците. И во 1878 година македонското востание со центар во Кресна, така, и Илинденското востание, кое се повеќе го среќавам и како големо македонско востание во изводите. Сега, во средината во центарот на Балканот, македонците никогаш немале таков ветер во грб од некои големи европски сили, за да им се помогне или барем да имаат позадина или логистика за некое востание. Туку македонците биле принудени да се организираат во држави во кои се кроеле големи аспирации врз македонската територија. Оттаму е оној апсурд со самата појава на народносната свест кај македонците, изразена преку весници, книги и така натаму, доаѓа до заедничка, речиси координирана реакција на овие соседни држави, како да сме, затоа велам во наводници, натрапник. А кој е натрапник? Народот кој тука живее преку 2000 години. Тоа е апсурдот на целата ова состојба. И она што е можеби и најголем апсурд е тоа што во 21. век ние имаме две држави членки на Европската унија кои се уште се со сваќањето од 19. век, со доктрините и стратегиите од 19. век. Нешто што е сосема спротивно од постулатите врз кои се заснова Европската унија. И сега доаѓаме до наклучното. Европската унија се однесува многу неодговорно кон идната членка на Европската унија, само затоа што овие имаат, Грција и Бугарија имаат право на вето. И тоа вето го злоупотребуваат пред целата светска јавност. Грците го изгубија случајот пред Хашкиот трибунал, значи на меѓународен суд. Бугарите 16 пати го губат случајот со македонското малцинство во Страсбург, на судот во Страсбург. И покрај тоа, Европа замижува пред вистината, пред правдата, која е 100 пати докажана. И тоа не може да нема последици и за неа самата, затоа што еден преседан станува потоа и една пракса. Ова, ако не го решат како што треба, значи исто како што другите членки се примени во Европската унија, тогаш ќе имаме голем проблем. Затоа што на крајот на краиштата и покрај
да речам, анемичната политика на Македонија, на македонската власт, не можат да го срушат духот на македонскиот народ. Тоа не поминува кај народ. Можеби ќе направат и штети големи и прават веќе штети, но сметам дека Европската унија, апропо она што ме праша ти, има според мене веќе директна одговорност за однесувањето на две нејзини членки во кои не се почитуваат, замисли, правата на човековите права, нешто што е одамна веќе прифатено, неприкосновеното право на самоизјаснување, да не зборуваме за правото на малцинствата, правото на народите и така натаму. Тоа е еден ќорсокак во кој, од кој, доколку Европа не излезе, мислам дека ќе се реперкуира и на многу други случаеви низ Европа. Добро, ајде да се вратиме на античкиот дел на македонската историја. Ние не многу имаме историчари кои се занимавале со античкиот дел на Македонија. Тука јас знам само за Проева, не знам за други историчари кои се занимавале со античкиот дел на Македонија. Вие сега имате дел од вашата книга, поместено во дел од вашата книга имате за постоењето на македонскиот народ или античкиот дел на Македонија, кој спрема многумина и историчарите истото тоа го тврдат дека не бил тој простор, македонскиот простор, бришан простор, дека таму живееле луѓе. Тие луѓе се нарекувале македонци. Јас би ве замолил да објасните од каде ви се и литературата и изворите на тоа што го наведовте во вашата книга. Јас всушност околу античкиот период се осврнувам оноку колку што е потребно да се укаже од каде е изворот на тоа име. И за светот воопшто не е спорно дека античките македонци постоеле со тоа име и имале своја самосвест дека се македонци. И значи во таа насока треба да ја гледаме и оваа книга, дека се занимава исклучиво не со историјата на народот, туку со историјата на името. Бидејќи за светот не е спорно дека се викале антички македонци, и тука јас, да речам, ги користам светските сознанија за тоа и не се задржувам многу, освен дека, цитирајќи, да речеме, одредени светски и македонски историчари кои се занимаваат со тој период, ги цитирам нивните извори и се доаѓа до јасен заклучок дека елините, кои ние ги нарекуваме елини, тие тогаш и немаат некое заедничко име, туку се градови држави, ги доживуваат македонците како инородци, туѓоплеменски народ, кој во својата организација представувал единствено и прво, да речеме, царство, значи организирана држава. Овие биле градови држави кои меѓу себе често и војувале, меѓутоа заради јазикот кој го зборувале, се чувствувале како истоплеменци, за разлика од македонците кои ги доживувале како туѓоплемени, и затоа често пати го употребуваат зборот варвари, односно туѓинци. Так. А дали јазикот бил разбирлив меѓу себе? Тоа што можеме да го дознаеме индиректно со оглед на тоа дека се сочувани мал број на зборови македонски, но од изворите од тој период се гледа дека тие
не се разбирале меѓу себе, значи кога македонците разговарале меѓу себе, тие елините не ги разбирале. Tukidit е многу јасен кога вели тој го напаѓа, нели, Филип за неговата моќ, неговата хегемонија врз елините, и во една прилика, во една од своите Филипики, ќе го нагласи следното, каде што јасно се оцртува името на македонците како туѓоплеменско. И тоа, еве ќе го цитирам, ќе ви го прочитам. Вели, кон родот на македонците припаѓаат исто така, се извинувам, јас на Демостен мислев, а Тукидит сега ќе го цитирам, кон родот на македонците припаѓаат исто така, вели, и линкестите и елимејците. Значи, се приклучувале и други племиња блиски до македонците, и од тој сојуз, како се проширувала државата, го прифаќале и името македонско. Но елините на југот никогаш тоа не го прифатиле. Па, да речеме вака сега, ќе ми дозволите? Да, повелете. Да цитатот, да речеме, за вели вака Демостен. Навистина Филип се нарекувал хеленофил, пријател на Грција. Иронично, ели? Да. Тоа е повеќе од лага. Кралот не може да биде хеленофил. Тие немале ни кралевства. И самото уредување е различно. Да. Поради неговото варварско потекло, вели. Значи, туѓо потекло. Тој не е хелен. И на ниту еден начин не е поврзан со хелените. Тој не е дури ниту странец со пристојно потекло. Тој е едноставно мизерен Македон. А во Македонија, како што сите знаеме, не може да се купи дури ни пристоен роб. Значи, го навредува на еден говор свој во Атина, за да ги придобие елините и да ги убеди дека треба да се даде отпор врз хегемонијата на македонскиот крал Филип. И вели, што би можело да има поново од ова, еден македонец кој ги напаѓа атињаните и како господар ги уредува работите во Грција. Толку е јасна неговиот став, кои се тие македонци, дека немаат никакво сродство со елините, што на некој начин овие вакви оригинални документи од тој период се непобитни, за разлика од подоснежните, да речеме, после 100, 200, 300 и 500 години, кога ги користиме изворите, треба да бидеме многу критични кон нив, затоа што ги пишуваат или грци, или римјани, кои веќе препишуваат од грците. И тоа веќе во тие извори содржат многу субјективност. И затоа не можеме, затоа јас се базирам во оваа книга само на извори кои се од времето на настанот кој го толкуваме, за да нема дилеми околу тоа. Дури да речеме, имаме и некои хелени кои биле за тоа да му се придружиле на Филип и сметале дека добро е да ја прифатиле неговата хегемонија, неволно, но сметале дека подобро е во тој момент да бидат под негова хегемонија и го одобровувале на тој начин што сакале на некој начин да ги зближат грците и македонците. Но до тој момент никогаш во историјата не. Бранко, тогаш не се употребува зборот грци. Дури и сега грците уставно не се Грција, тие се Хеленик Репаблик.
Така е. Значи ние Тие го само добиваат прифакаме некои нови термини за Да. за да на некој начин им дадеме заедничко име на сите тие елински градови, полиси, нели, во тоа време и така натаму. Еве на Значи пример, вие ги користите литература која е независна од грчката историја, која е апсолутно. напишана во нивна корист, нели, затоа што победникот некој после тоа ја пишува историјата, знаеме ние, така? Така е. Еве на пример овој промакедонски Хелен, Исократ вели: велам дека треба да бидеш добротвор на грците, го советува Филип, крал на македонците, господар на најголемиот можен број варвари. Значи, сака да ги сближи, ама ги двои. Да биде, значи, добротвор за грците, а крал на македонците. Во оваа изјава фактички на компромис меѓу неговите желби да се оствари таа идеја и реалните односи на Македонија со хелените, индиректно ја разоткрива суштинската разлика и нивното меѓусебно вековно нетрпение. Бранко, вие со оваа книга, со овие докази, брцнавте во окото на грчката политика, на властите, историјата грчка, која е лажна. Немам намера никому да направам пакост, мене ме интересира историската вистина, историските факти. И мораме нашето ниво академско да го сочуваме и покрај сите тие провокации кои доаѓаат до навреди така натаму, но кога тие навредуваат, тоа е недостаток на аргументи, да не заборавиме. И кога навредуваат, тоа многу повеќе зборува за нив, не за нас. И затоа ние треба само да се базираме на историските факти кои се во наш прилог. Ако ја поврзиме античката историја со сегашното време и Преспанскиот договор, по ова новата грчка држава ја интересира територијата и македонците во егејскиот дел на Македонија, или што се бореа толку многу за античка Македонија, или пак на вистина тие сметаат дека античка Македонија е дел од нив? Всушност, она што можам јас да го забележам е доминира реалниот страв на грците за заживувањето на македонизмот во егејскиот дел на Македонија. Токму затоа се притисоците кои доаѓаат и од Бугарија. Тие сега еве ретерираат, сега бараат да се откаже Македонија од своето малцинство, нели? Јавно во Пиринска Македонија, како што го направиле тоа во егејскиот дел на Македонија. Да се разбереме, ниту еден председател, ниту еден крал, ниту еден министер нема право, ниту ќе успее да кажува дали некој постои или не. Па тоа е нацизам, расизам. Никој нема право тоа да го подпишува. Да се откажеш, ако се откажуваш, знаете како е тоа? Тоа е една замка. Вели, откажи се од македонското малцинство. Па само со тоа што го кажуваш, ти признаваш дека постои. Разбирате? Значи, тоа е една чудна спрега меѓу наметнатата невистина и вистината. Сакајќи да покриеш нешто, ти всушност од друга страна го признаваш постоењето на тоа. Така што цело време всушност сега се работи за тоа да се оневозможи Македонија што поскоро да влезе во Европската унија, бидејќи Европската унија подразбира отворени граници. И сега наеднаш македонците од егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија ќе можат многу послободно да комуницираат со македонците во Вардарскиот дел на Македонија. И тоа
тоа е нешто што овие две соседни држави се уште не можат да го преживеат. А тоа е цел свет е така. Тоа е амалгамот, како да кажам, нешто што ги обединува европските држави. Малцинствата ги обединуваат. Например, скандинавските држави толку се признаваат меѓу себе, толку се поддржуваат меѓу себе, толку ги негуваат своите малцинства. И тие заедно се многу појаки, секогаш настапуваат заедно. Но изгледа дека кај нашите соседи тоа не може да се случи во догледно време, затоа што се уште сме робови на некакви стратегии кои навистина не знам каде ќе не однесат. Добро, ајде да одиме понатаму. Од античкото време рековте дека името веќе е признато, македонското име, така? Да, тоа име, бидејќи веќе е нешто што постоело, мене и тука не се задржав многу, мене ме интересираше како тоа име обстанало во следниот период кога по пропаста на Македонското царство. И тогаш видов дека повторно барав некои докази каде што македонците се споменуваат како народ и после 200 години, и после 400, и после 600 години, дури и каде што има барем некакви докази каде што самите се изјаснуваат, тако на камена плоча е напишано и така натаму. Да почнеме да речеме од првиот век, нели? Второто послание на апостол. Тоа сите го знаат. Значи, вели апостолот Павле се обратил кон коринтијаните, повторно тие елините, и вика и преку вас да поминам во Македонија, а од Македонија пак да дојдам кај вас. Многу убаво ја разграничува Македонија апостол Павле од елинските градови. Так. Потоа, например, зашто ми е позната вашата усрдност за која се фалам за вас пред македонците, дека Ахаја уште од лани е приготвена и дека вашата ревност потикнала мнозина. Сепак ги испраќам братшата за да се покаже во овој однос празно нашето фалење со вас и да бидете, како што реков, подготвени и ако дојдат со мене македонците и ве најдат неподготвени, да не се засрамиме ние, да не речеме вие. Им се обраќа на елините. Сега одиме да речеме 253 година, надпис на надгробна плоча од Калокерон. Тоа е населено место во покрај градот Сер. На надгробната плоча стои овој надпис: Јас, десни Комин, и подарив на мајката на боговите дете по име Калокерон, на возраст од 12 години, родум македонец. За да го искаже тоа и на надгробната плоча за својот син, за своето чедо кој повеќе го нема, да каже дека е родум македонец, тоа е висока свест за тоа што е тој. И дека на боговите им го испраќа своето дете по род македонец. Тоа е многу силна порака на оваа надгробна плоча. Еве, например, Херми Созомен, 400 до 450 година. Вели вака: христијаните од исток се до Либија, на границата на Египет, не се осмелувале да се собираат отворено како црква, но христијаните од запад, грците, македонците и илирите се изразувале преку богослужба сосема безбедно, заштитени од Константин, кој тогаш бил начело од Римското царство. Значи, сега имаме Византија, каде што станува православната вера званична вера, но овој автор јасно ги разграничува жителите на тогашната источно Римско царство и ги набројува грците, македонците и илирите. Значи, три различни силен податок. Антички племиња. Не може тука некој да каже, ама не, овде македонците се подразбираат како грци. А не, еве ги грците, тука се.
Значи, наброени се покрај македонците. Значи, тој ги разликува авторот. Така, Или, например, понатаму? од 314 година, по битката кај Кибалис, дарданците, македонците, жителите на бреговите на Истер, на Грција и целиот народ на Илирија беа освоени од Константин. Раскажува за некоја историска случка. Елините, македонците и илирите почнале без страх да ја исповедаат Христовата вера. Значи, повторно ги раздвојува дарданците, илирите, македонците и хелените, ги раздвојува едни од други. Ајде, еве, пети Понатаму, век. да, понатаму петтиот, Градот, а и средниот. градот Солун, например, Да, вели Теодор Кирски. Тој е бил црковен историчар, Теодор Кирски. Вели вака, градот Солун голем и добро населен им припаѓа на македонците. Но седиште е и на Тесалија и Ахаја. Но кажува кому точно припаѓа тој град. После, например, има во понатамошниот период ме интересираше како се одразувало тоа, дали има и врз личните имиња. Па тука, благодаричи на моите колеги, треба да нагласам дека за оваа книга консултации сум имал со 14 доктори на науки по историја, така. плюс со географи, социолози и филолози. Затоа што јас сум специјалист, например, за 18, 19 век и 20. Затоа морав, бидејќи само името го следам, да се консултирам со специјалисти од Македонија, кои се врвни стручњаци и кои ми помогна и еве во оваа прилика да им се заблагодарам. И ги замолив да бидат строги спрема мојот труд, затоа што овој труд не е за мене. Овој труд е за македонците. Па и за пошироко. Па и пошироко. Така, например, јас читам на латински и на старогрчки, меѓутоа мене ми треба и ги препознавам термините, но барам потврда од експерт за тоа. И, например, професорот Воислав Саракински, например, му давам 30 ракописи да ги провери што сум ги издвоил и тој ми вели овие 27 нема дилеми, а овие 3 се сомнителни, треба да се проверат. И јас велам тие 3 не треба. Доволно се овие 27, нели? Така, да. Бараме чисти докази. И се разбира, можеби во овие илјадници документи тука, можеби има и пак некоја грешка. И јас ќе им се заблагодарам и на сите други што ќе укажат за тоа, затоа што се спремаат нови 1000 документи, ги чека работа. Еве, например, да одиме понатаму со доказите како личните имиња, например, личните имиња пронајдов во кај градот Прилеп, Макаидон. Значи и во името е одразено, или името Македон во селото Мојно во Пелагонија. Да, кај нас во Битолско. Ете така, во Битолско. Потоа направив исто табели во кои ги разграничив што значи тоа политоним и етноним. Етноним е етничкото име, а политоним е политичкото име, односно поданичкото име. Например, во поданичкото име на македонците во Австралија е австралиец, нели, државно име. Така, да. А етничкото, етнонимот е македонец. Сега, истото се случувало и во минатото. И јас намерно ги издвоив политонимите од етнонимите, затоа што често пати во бугарската историографија политонимите ни се прикажуваат како етноними. И оние што се неупатени се збунети. Тоа се однесува, да речеме, за средновековната бугарска држава, каде што се нагласуваат бугари, но се мисли на политоним, на жителите на таа бугарска држава. Па што да речеме за Византија, во која живееле преку 100 етноними, на 3 распространета на 3 континенти. Зарем сега сите ќе бидеме ромеи,
и бугарите ќе бидат ромеи, затоа што така ги нарекувале бугарите во тоа време, или жителите, кои се уште не биле овие бугари кои ние ги подосна, нели, доаѓаат и така натаму. Така што на читателот му ги разграничувам според изворите кои ни се на располагање. И тоа е нешто што ќе му помогне многу да се снаоѓа полесно и во самите извори. Сега, да одиме понатаму со докази. Еве, на пример, како е задржувано со вашите докази. Да, на пример, веќе во 6 век се појават, дојдовме до 6 век. Така. Се појавуваат во документите словените, значи една промена на структурата. Од кај произлегува? Имате сознание од кај произлегува зборот словени? Кој го измисли тој збор? Етимологијата на овој збор, тоа филолозите можеби подобро ќе кажат, но во изворите се среќаваат во Македонија во овој период. И сега, што е тука дилемата? Јас не смеев да навлегувам, многу се држев до името, затоа што ќе се расплинам премногу. Ќе се разводни работата. Да, и тука повторно покрај изворите кои можам да ги читам, нешто дел од нив, затоа што се многу, повторно направив една табела на изворите како се делеле, како ги споменувале словените и македонците на овие простори. И за нас, значи за нашата наука која се уште можеби ќе треба да одговори на овие прашања што ги спомна, а има и зошто, затоа што на пример гледам дека во најраните периоди, на пример чудата на Свети Димитрија Солунски, ти добро ги знаеш како извори, таму се споменуваат словенски племиња, така ги нарекуваат македонците од Солун, ги нарекуваат племињата кои се надвор од Солун. Но не се вели дека тие, на пример, стримонци или ринхини, не се вели дека тие дошле од кој знае каде, туку вели живеат во околината на Солун. Тоа е веќе нешто друго. И тука ќе треба македонската историографија малку подетално да се занимава според мене. По-храбро, по-смело да влези во... По-смело и така натаму, да. Затоа што, знаете како, кога се истражува историјата на Македонија и кога се објавуваат податоци историски за неа сведоштва, тие можат да направат тектонски пореметувања во светската историографија. Например, нешто што е зацртано уште од 19 век за хелените, сега наеднаш е загрозено. И тоа, например, послободно го истражуваат нашите колеги во Австралија, во Америка, Англија, а во Европа се уште под она влијание германско на Дройзен и така натаму, многу се повнимателни, но гледаат дека не се онака еднострани како што ги гледале до сега работите. Така што и ние ќе треба да повеќе да работиме и на тие прашања. Да одиме понатаму. Еве, на пример, чудата на Димитрија Солунски. Вика тој Хаган го повика кај себе од склавиниите, тоа се териториите кај што живее. Сето ведно... Добро, објаснувајте за нашите слушатели. Да, значи, сето зверско племе, сега овие меѓу себе имале борба за градот. И вели, зашто ако некој би се представил на куп, не само во Солун, собраните македонци, туку и тесалиците и акајците, повторно прави разлика меѓу македонците, тесалиците и акајците, иако доминирале македонците на тие простори, тогаш не би се добил дури ни минималниот дел од оние што однадвор го обсадуваат градот. Ајде да одиме малку. Еве, на пример, Анастасиј библиотекар, интересно, тој ги нарекува во 80-та година, вели,
од своето владење. Тука се мисли на, тоа е 758 година, императорот Константин V ги заробил склавините од Македонија, или некои ги толкуваат македонските склавини. Значи, тие веќе во овие извори веќе македонското го спојуваат со словенското. Но како и да е, и словенското и македонското, што и да е, тоа е наше. За нас е тоа гордост, затоа што преку овој спој ние ги имаме и Александар, и Филип, и Кирил, и Методи. Тоа е нешто што ги фрустрира другите. И не сакам да ме сватат погрешно во смисла на тоа дека нешто присвојуваме или нешто повеќе сме вредни од некои други. Само ги толкуваме, нели, и ги читаме документите кои ни се на располагање. Располагање, да. Да. Кои не биле досега срочени, поместени во една книга. Во една книга, затоа што ова е прва студија, интегрална студија за името. Значи имаме до сега многу монографии за името на црквата, името на јазикот, името на државата, но за името на народот не сме имале до сега. И затоа ми беше ова поентата да ги соберам. Ова се резултати на 75 годишната македонска историографска наука. Сега да речеме во овој период 8, 9, 10 век преовладува етнонимот словени во однос на македонци, но името Македонија останува. А веќе од 12 век за сите жители, без оглед дали се западни изворите или византиски, веќе се нарекуваат македонци. Значи, доколку постоело некакво, како да го наречем тоа, едно спојување на две култури, тогаш веќе овде гледаме дека сите го прифатиле македонското име, дури и странците, значи кои пишувале за нив. И веќе од 12 век почнува да доминира македонското име. Сега интересно е што во средниот век, за време на проширувањето на Византија... Само сакам да ве прекинем за момент. Да. Значи, за некои од нашите слушатели кои покасно ќе се вклучат во програмата, да потврдиме дека не постои некаков прекин или некакво празно бришано поле од античкиот до средновековниот период, до Кирил и Методија и понатаму. Сега продолжуваме со Кирил, со Свети Климент и Наум и така натаму. Да. Например, овие, например, ќе цитирам сега од 1217 година Димитри Коматијан во синодалниот акт број 72 вели, зборува за некои луѓе и некаков спор. И тоа е некаде во Охридско. Вели, Јован наречен јераркар, зет на Власто, син Вратин, син на Радо, по род македонец. Значи, веќе повторно за целокупното население во Македонија се употребува овој етноним. Например, во историјата на Георги Акрополит вели вака: Сер некогаш беше голем град, но бугаринот Иван го разурна, обсадувајќи го него и други македонски градови. Значи, точно го лоцира кои се тие места и тие места се нарекуваат македонски од негова страна, од авторот. Така, дали најдовте на некој податок дека бугарите никогаш не го имаја Солун под контрола? Видите, не навлегував навистина во овие детали, но во секој случај тие не успеваат, не само во Солун, туку не успеваат ниту во Македонија да дојде до некаква
симбиоза, до некакво мешање на бугарите со домородните македонци. Тоа навистина се случило ваму горе кај Дунав меѓу 7 словенски племиња и протобугарите, но веќе кога се симнуваат на југ, тие и кон Македонија, тие водат војни не само со Византија, туку водат војни и со племињата, например со берзитите, со струмјаните водат борби. Зошто? Затоа што веќе тие македонски племиња кои во науката уште се нарекуваат словенски македонски племиња, се веќе одамна христијанизирани, одамна ја попримиле верата, живееле во склопот на византиската држава, уживале во таа цивилизација, во тие вредности, и кога доаѓаат овие бугарски напади на едно сосема друго, многу далечно племе, тие нормално дека даваат отпор кон нив, затоа што не се препознаваат, нема ништо, тие биле и пагани, не биле ни христијани, не го зборувале ни нивниот јазик, а и по самиот антрополошки изглед тие биле различни многу од домородните македонци. Сето тоа ги прави... Ајде сакам да ве прекинам малку тука. Врз основа на што Бугарија денес преку комисијата наша во Македонија, Историската комисија за добро соседство, го бараат и уште знаете дека во собрание Свети Кирил и Методија ги прогласија за бугарски просветители. За ваквиот став на бугарската историографија и политика има големи реакции и во Европа. Не може Кирил и Методи да бидат бугарски просветители затоа што тие немаат никаков контакт со бугарската држава. Една година пред да бугарите да навлезат со војски во Македонија, веќе Кирил и Методи се на моравската мисија, испратени на север да... Да, 860-та, така. 862 и 63-та, кога веќе навлезе, овие веќе тука не биле. А инаку Методи бил кнез на Брегалничкото кнежество, кое организирало одбрана од бугарската наезда. Така што во ниеден случај не може да се зборува за бугарски просветители. Особено... Па како нашата комисија го отстапува? Начело со Драги Георгиев, тој и наш колега е, да го спомним. Да, јас не сум сигурен дека баш тоа го прифатиле, но може само да се прифати дека се тие се словенски просветители, дека тие оставиле културни траги на сите народи од Македонија до Јапонија, до Владивосток, нели, до таму. Но не можат да прифатат ниту македонците, ниту русите, има големи реакции. Еве сега но сепак, Бранко, сепак потекнуваат, родени се во Солун, во Македонија. Па токму затоа руската актуелна политика и историографија, сегашната го потенцира тоа, дека фактички тие се по потекло од Македонија и дека и сега реакциите од бугарска страна се како да кажам жестоки, но не допираат до руската наука. Јас присуствував бев фактички во музејот, дигиталниот музеј на Русија, отворен историски музеј, и таму каде што беше дело за Кирил и Методи, таму точно, експлицитно, прецизно се наведува дека доаѓаат од Македонија и дека на тој јазик и на тоа писмо зборуваат и пишуваат и денешните македонци.
И тоа беше нешто преубаво да се види за еден македонец. Јас бев 2017 година. А најново сега е направен документарен филм за Кирил Методи во Русија, каде што воопшто не се споменува Бугарија во целиот документарец. Бранко, дали имаш понатаму во книгата забележано или поместено за првиот универзитет во Охрид? А ние знаеме дека Болоња е првиот универзитет во Европа. Што ќе ни кажете вие од вашата книга или од вашите? Јас пак да те подсетам, значи ова е само за името македонци го следи цело време. Значи не навлегуваме во овие прашања кои се многу слоевити, многу големи, но како и да е, тоа што го кажавте, тоа е сосема точно и сите понатамошни, верувам и понатамошни археолошки истражувања и така натаму во Охрид го потврдуваат тоа дека се работи за една од најголемите школи во Европа, која во тоа време може и да се нарече и универзитет. Тоа се надевам дека до сега е доста пишувано за тоа од наши стручњаци, медијавилисти, и затоа не навлегувам во тие прашања. Околу името, зборуваме дали е поврзано со името. Продолжува ли и понатаму името? Апсолутно, продолжува понатаму името. Македонија и македонци со се поголема, да речем, присутност во изворите, и сега многу интересно е што кога со Македонија владе средновековна Бугарија и Србија, се уште можеме да најдеме, значи политонимите се бугари и срби, меѓутоа за населението не се зборува така. И тука е она што, да речеме, Византија го направила и го потенцира. За уште пред владењето на Самуиловата држава, пред тој период, Византија воспоставила две теми со име Бугарија и Македонија. Тема, да појаснам за слушателите, значи воено-административна единица, која играла значајна улога во тој период. Воено-административната тема Македонија се наоѓала во денешна Бугарија, во Тракија, затоа што династијата македонска потекнувала од тој крај. И за да си го зголеми имиџот за себе, таа династија, основачите на таа династија, крајот каде што се родиле, од каде што потекнуваат, го нарекле, односно званично службено го нарекле Македонија. А делот каде што е денешна Македонија го нарекле тема Бугарија. Сега, бугарите тоа го злоупотребуваат во која смисла? Сите кои биле жители на темата Бугарија се наречени бугари, ама не зборуваат за тоа дека и сите жители кои се на темата Македонија се нарекувале во изворите македонци. Ако според нив ние сме бугари затоа што овде имала некаква административна единица која е наречена Бугарија, тогаш треба да признаат дека тие се македонци, затоа што во тој предел била административната единица Македонија. Значи, веќе такви манипулации не смееме да дозволиме. Ова е нешто што, да речеме, го правеле средновековните елити, но тоа малку допирало до обичното население. Зошто ова го потенцира? Затоа што по доаѓањето на османлиите на овие простори, голем број на македонци се иселуваат на север, кон Европа. И таму веќе имаме една ситуација каде што сите кои ги откриваме таму за себе на своето, оние кои биле поважни, кои успеале, например, во Хабсбуршката монархија,
во папската држава, во Венеција и така натаму, кажуваат не само дека се од Македонија, туку на своето име и презиме го додаваат атрибутот македонец. И како што е овде во Австралија, некаде во последилинденскиот период, од селото Буково доаѓаат македонци. Така е. И запишани се во архивите на Австралија како македонци. Одлично. Тоа е она што мора да се потенцира тука. И тие дури и некои села формирале во Хабсбуршката монархија во Русија, кои ги крстиле со македонското име. И сега се прашуваме, например, 3 села во Русија, во царска Русија, во денешна Украина, им е дадено името Македонов, Македоновка и Македони, да речеме. Се уште постојат, Бранко, така? Тие не, после им се смените имињата, затоа што ова е 1750 до 1800 година, кога се уште спомените на македонското население биле многу силни. Таму живееле и припадници на други балкански народи и во царските документи, например на Елисавета Петровна, царицата, се набројуваат македонците покрај бугарите, србите, грците и власите. Значи, многу јасно се разграничени тие. И сега да се вратам на ова интересно, уште од 15 век се случува нешто што, да речеме, за прв пат подетално во оваа книга е објаснето, еден интересен процес. Тоа е времето кога се појавува во Европа протестантизмот. И во Ватикан, во папската држава доаѓа до една панична реакција затоа што голем број од населението преминувало во протестанти. И тие за прв пат папата ги свикува кардиналите и формира едно тело, конгрегација де пропаганда филе, кое служело за пропаганда на католичката вера во Европа, вклучувајќи ја и делот од Балканот кој е под Османлиска империја. И прават една стратегија која е многу значајна за зачувување на името македонци. Так. Што се случува? Ватикан решава прво да прибира луѓе од овие простори, балкански простори, да ги школува, да ги на некој начин воспитува во католички дух и меѓутоа што е интересно, што таа ги признава сите народи кои живееле на тие простори, заедничкото име најпрвин ги нарекуваат како словенски народ. И после има таму од 1480 и некоја година ги нарекуваат илирски, за да подсетува на римското време. Меѓутоа, во илирските народи е и македонскиот народ. И фактички од тој период се појавуваат многу мапи. Јас наведувам овде преку 120 мапи. 120? Да, 120, сите се цитирани. Благодариќи на географот Илија Петрушевски кој ми ги остапи, но пронајдов и некои други. И сите ги наведов, тие се наоѓаат по европските библиотеки, а има и кај нас дел доста во Народно универзитетска библиотека и во архивот на Македонија, каде што Македонија постои како на овие простори како посебна земја. И тие што прават понатаму? Почнуваат да ги школуваат тие луѓе за да се шири таа пропаганда, дури и зборот пропаганда за прв пат тогаш се употребува. И прават печатници. Една, првата во Рим, втората во Венеција, третата во Виена, четвртата во Будимпешта. Забележувате како се приближуваат до балканските народи. И им овозможуваат со ефтини пари да се печатат книги. Таква е и печатницата, да речеме, на Божидар Вуковиќ, црногорскиот печатар во Венеција, во која после печати и нашиот
Јаков од Камена река, тоа е 1530 и некоја година. Но тој вели вака, јас сум Јаков од Камена река а мојата татковина е Македонија. Значи, што сакам да кажам? Овде се наведени голем број на документи. Сега, тешко ми е да вртам и книгава е огромна, да ги барам, да не губиме време. Да, 850. Во која се наведуваат на огромен број места македонците како посебен народ. Тоа некако ние не обрнавме внимание во претходните десетлетија, повеќе се фокусиравме на она што се случувало во рамките на Османлиската империја, со македонците во Османлиската империја. А во Османлиската империја знаеме дека етникумите не се признаваат, туку се признава религиската припадност. И сите сме поделени според религиска припадност. И затоа не достигаат многу документи не само за македонците, туку и за другите. Меѓутоа, на запад налетавме сега посебно после дигитализацијата на многу библиотеки во Европа, имаме и некои мали библиотеки во мали места, имаме објавувани литература, книги од 15, 16, 17, 18 век, во кои се споменуваат македонците и како поединци, и како групи, но и како народи кои живеат на Балканскиот полуостров. Исто така се појавува и хералдиката. Тоа е наука за грбовите. Грбовите, да. И веќе од 1560-тите години веќе Македонија е со својот грб, со лавот, секаде прикажана на сите можни грбовници. Тука имаме примери на тоа го обработил Александар Матковски. Да. Така е. Тоа е едно ремек дело. Сега, грбовниците исто така се ознака на некаква државност, за некаква посебност и така натаму. Нема ништо случајно. Оваа идеја најмногу ја прифатиле хрватите и дубровчаните, нели, кои почнале да запишуваат книги за илирските народи, во кои редовно се набројува и македонците, во кои македонците се вели дека се илирски народ, односно словенски народ, затоа што така сакале, нели, Ватикан, во кој има славна историја од времето на Александар и Филип. Значи, во сите истории западни во тоа време, тогашните македонци од 15, 16, 17, 18 век се прикажани како потомци на античките македонци. Так. И ова е мало богатство кое го имаме. Да речеме, еве сега случајно свртев до книгата и сега има доста илустрации тука. Не знам колку ќе може ова да се забележи. Книгата вовед во халдејски, сириски, еременски и уште 10 јазици на Тезео Амброджио Албонези, издадена во 1539 година. И сега тука, не знам дали се гледа. Поблиску донесе, поблиску. Вака, еве, се гледа тука и македонскиот јазик. Да. Дали може подцртање, нели? Да, во средината. Да, а горе текстот, сега ќе ви прикажам, значи, внимавајте, ова е пред 500 години книгава. Значи, тука македонскиот јазик е во групата заедно со булгарскиот, српскиот и рускиот. Значи, авторот ги раздвојува македонскиот јазик е посебен за него од бугарскиот, српскиот и рускиот јазик, што е многу голема работа. Да, апсолутно. Зошто до сега не сме обрнувале толку внимание на ова. И сега на оној текст горе, јас го извадив, ќе може да го прочитаат читателите, во кое пишува македонците кажуваат, односно, значи има цитат како зборувале. И вели вака: Боже, Боже, вјенми ми вјечију оставиме. Значи, нешто што е близко до
до современиот Македонски. македонски јазик. Па добро, јазиците да појасниме само малку. Јазиците се жива материја. Така е. Сегашните англичани не го зборуваат јазикот на Шекспир. Ете, така е. Само за еден пример, илустрација да дадеме за за нашите кои не следат по Фејсбукот и за нашите кои не следат на македонската радио програма. Еве, ИЦО документ, на пример, од 1461 година, проект на Павле Мавроцен за преземање експедиции против османлиите. И тој ги повикува народите кои живееле на Балканот да се приклучат и да се обединат за ослободување од Османлиското царство. И тука вели вака, вика, кога ќе бидат разбиени непријателските сили, никој не се сомнева дека цела Бугарија, Србија, Босна, Македонија, Епир, Тесалија, Грција или Атика и Пелопонес веднаш ќе се вратат кон верните, дури веднаш штом војските ќе ги нападат границите на непријателот. Србите и босанците, со кои неодамна водев таков разговор, веднаш ќе се одметат од непријателот и ќе побегнат со 20 и повеќе илјади вооруженици. Потикнати од овој пример, тесалците, грците, пелопонесците, тој се уште ги дели грците, не се, затоа што во епериотите тоа се всушност власите. Да. И македонците, сите ќе се одметнат од непријателот. Македонците, значи, се издвоени. Или, например, титулирањето на Охридскиот архиепископ Доротеј. Вели, Доротеј, милостиеју Божију архиепископ, првије Јустинијаније, всем македонцем, болгаром, серблем и северним странам и прочим. Значи, бил поглавар на една голема територија на каде што живееле и србите, и бугарите, и македонците. Јасно ги разграничува. Или, например, ајде, да одиме, Феликс Фабри, например. Тој има напишано исто книга во 1483 година. Опишувајќи ги неговите патувања низ територијата на Балканот, ги наблюдува луѓето од разните народности и разните краишта на империјата, и меѓу нив ги набројува и македонците. Или, например, Феликс Патенчич. Ово е еден од најдобрите минијатуристи и управник на Будимскиот скрипториум, дипломат исто така. Вели вака, кога ќе се тргне од Скопје, се минува низ Жеглиговската рамнина, Конопишката долина, Бербушката бања и Стримонскиот мост на реката Стримон, кој ги дели македонците од бугарите. Видите, ова е 1505 година. Точно знае каде е границата во Пиринска Македонија меѓу бугарите и македонците. Да, одлични податоци, да, прекрасни податоци кои можат да се употребат за понатамошно научно. Така. Или, например, еден документ кој се наоѓа во Ватикан, напишан од еден ватикански мисионери кои биле во Костор. Тоа е некаде 1530 и некоја година, не ме држите за збор, затоа што не може... 16-тиот век. Во книгава има 250.000 зборови. Да, така. Не знам колку илјади имање и така натаму. 850 страници, тоа е многу. Невозможно е тоа да се... Да, обемна работа, да се запишува, нели? Да. И сега, гледате што се случува. Тој документ долги години, децении и векови стои во Ватиканската библиотека, никој не може да го разбере. Напишан е со грчки букви, со грчко писмо, а никој не го разбира што е. И на крајот во 1958 година го читаат двајца професори од Рим и Париз и објавуваат книга дека се работи за македонски јазик. Значи, грчко писмо, но македонски јазик. Јас за слушателите само да кажам дека би дадоа една слика исто така од Костур. Македонец војник во грчко-турската војна, праќа војникот писмо, слика, позади пишува на македонски јазик, но со грчки букви.
Нормално, македонците ги користеле и другите писма, како што и сега ни светот ги користат другите писма. Тоа не е ништо необично, и другите народи тоа го правели, па и македонците. И сега, за моја среќа, бидејќи го има текстот на грчко писмо, лесно го препознав, го читам лесно и звучи вака. Сега замислете, ова е напишано пред 500 години. Го запишале. Имате, го можете да ни го покажете? Еве ја книгата. Тоа е насловот на книгата, не знам дали се гледа. Се гледа, да, само поблиску малку, да. Да. А горе е транскрипцијата, како да кажам, и еве како звучел македонскиот јазик во Костор пред 500 години. А ова е како го запишале ватиканските мисионери. Да. Сега може би негде нешто сгрешиле во некоја буква или, нели, и тоа може да постои. Вели вака: тако ти Бога девојко, как те зовет на име? О, душколе жив ти очи, ходи овмо зарвиме. Твоето целбање ти се молам дарвиме. Што си лепа, што си бела, што те љубам девојко. Ела моje пригоре, да те целбам в устата. Как овоштје ме мирисет, што то роди крушата. Тако ти вишнего Бога, не ми везми душата, што си лепа. До кога, срденце моја, скривом да се љубиме, со страхови преголеми, днови да се љубиме. Ела стан поврага ходи, да се везмиме, што си лепа. Но што ми те украдохе, дење ми те продадохе, за 12 флорин, постели ми постелата, покри мене со јоргано, ела легни покри мене, ни те гибам, ни те даркам. Ете, мислам, и мало дете, македонче, да го прочита ова, ќе го разбери. Ќе го разбере својот сонародникот пред 500 години. Апсолутно. Еве гледате книгата. Извонредно, да, апсолутно. Гледајте, таа е преполна со илустрации од разни книги кои се издавале во Западна Европа благодарејќи на тоа така, не побитни податоци тука, тие слики се толку мислам убедливи во книгата. Јас се надевам дека еден ден ќе ја добијам се разбира. Треба и да се направи една иницијатива и веќе почнувам да работам, барам и отворено и помош за тоа. Ајде ќе одиме, само да завршиме, Бранко, ајде за поновиот сега по новата историја и ќе завршиме со книгата. Да, еве, да речеме 18-тиот век го карактеризирав како протопреродбенски период, кога веќе само уште еднаш да напоменам дека станува збор за името Македонија, македонец од античко време до денес. Значи книгата се вика, почитувани слушатели, Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Одлична една книга која излезе пред неколку денови од печат, а авторот е токму историчарот Бранислав Светозаревич. Имавте како ви беше на додатокот на името? Покорни, да. Покорни. Тоа е старо семено презиме. Вака сега, да речеме, 18-тиот век е интересен, многу интересен за нас, затоа што повторно имаме редица на имења во Хазбуршката монархија и во Руското царство, кои станале угледни граѓани во тие царства, но не го заборавиле своето потекло. Може да прочитам имења? Да. Например, Анастас Михаил Македонецот, студент од Хале во 1704 година. Егор Иванов Македонјанин во Москва 1708 година. Исак Бојковиќ Македонец, православна општина во Будин 1710 година. Нестор Македонина од 1712
15-та година. Или, например, во 1724 година се забележуваат овие трговци, евидентирани во книгите во Унгарија. Никола Македонец, Константин Македонец, Пејо Македонец, Коста Македонец, Димитар Македонец, Димитер Македонец, Атанас Македонец, Михаил Македонец и така натаму. Видите што е? Ова се имиња набројани за секој има посебен доказ. Или, например, портретот на Димитрија, родом од Македонија, и земскиот грб на Македонија, кои се населили во Хазбуршката монархија за време на првото грчко восстание, вели, а го има и грбот на Македонија од 1726. Овој портрет се чува во музеот во Бела црква во Република Србија. Србија, горе. Да, малку е темна сликата, но се гледа неговиот лик. Да. И грбот е тука на десната страна, одлично. Зошто? Кои се тие такви македонци што тоа ги терало да го направат? Кога не постоела држава Македонија. Тоа е најголемиот проблем на некои соседни историографи. Лесно е да најдеш бугари во Македонија кога постоела бугарска црква, нели, која со помош на Русија ја добиле. Или некои други институции инородни во Македонија. Но ова чудо документи и сведоштва кои покажуваат дека постоеле македонците и се изјаснувале како такви, кога немало македонска држава. Тоа е нешто. Значи, македонецот го носел својот идентитет, своето име, од колено на колено, затоа што немало кој да го научи на тоа, немало кој да го поучи. Освен неговите предци. Не постоела држава која ќе му рече, слушај, ти од сега, ајде, учи прво Деленин, учи дека си македонец. Не. Туку тоа и тој феномен е посебно обработен во темата која ја нарекувам, нели, мајката сега, јас само момент, насловот беше колективната меморија на македонците. Значи, сето тоа е дел од колективната меморија. Например, прв пат интересот на Русија е поврзан, и ова е новитет, да речеме, кон Македонија и македонците со Петар Велики. Тој се прашува од каде знае за македонците, но после тука докажувам дека примал писма од Охридскиот архиепископ, се обраќал до балканските народи за подигање на восстание, но си веле од каде кај него податоци за Македонија. Тоа е 1700 година, например, кога станал цар. Тој уште кога растел во неговиот дворец како дете, тој имал можност во црквата во која секој ден влегувало семејството на литургија, која била изградена 1683 година, на фреско живописот да има една представа. Таа црква се вика во дворецот Свети Јован Богослов, во стариот руски книжевен дворец Ростковски Кремљ во 1683 година е направена, во која се прикажува 4 големи царства во светот. Едното е персиско, другото е римско, третото е руско и четвртото е македонско. И прикажани се алегорично, македонското е прикажано со лав, со крилја, и на неговата глава пишува македонско. Може да го видиме, да. Малку погоре. Така? Ете така, поблиску уште малку. Ајде. Одлично. Значи, тој растел во една секојдневна литургија во црква, каде што гледал... Значи, 4 најстари царства или империи во тоа прикажал тука. Ги прикажал. И сега, кога оди во Холандија да го
научи занаето за бродовите, тој бил гениалец. Тој дошол до книгата на Мавро Орбини, Светот на словените или на илирите. И била на латински јазик. Рековме, нели, илирското влијание, илирската идеја. И во таа книга писателот Мавро Орбини, Царството на славоните, на латински Il Regno degli Slavi, замисли, ја наредил да се преведе на руски јазик во 1722 година. Во неа исклучиво се зборува за денешните македонци дека се директни потомци на славните антички македонци. Значи, човекот кој нарачал таа книга да се преведе е Петар Велики. И затоа после, за време на неговите наследници Елисавета Петровна и Екатерина Велика, македонците фигурираат и во Русија како посебен етникум. Можам да ви прикажам, да речеме, таму е формиран македонски полк во 1757 година и во тој македонски полк имал своја од имигранти е тоа, нели? Од имигранти кои пребегнале по неуспехот на Карпошовото востание. Так. И тие ги даваат имињата на овие села, 3 со македонски име, а другите села се, например, Полок, Каратово, Новое Скопје. Јасно се гледа дека тоа е директно од нашите предци. И добре што имало и такви села од тој период. Затоа што ова се руски документи кои се користени кои исто така Матковски ги има забележано, подетално обработено, но и други наши. Ја имам тука книгата некаде. Така. И сега, да речеме, доаѓа 19-тиот век, каде што има еден нагол пресврт на руската политика. Прво Екатерина Велика започнува со така наречениот грчки проект, но не се мисли на грците како народ, туку во тој период за грци се мисли на православни луѓе. Значи, замислите какви се тоа мешаници. И јас и тоа го објаснувам со многу примери. Дека, да речеме, и жители на Босна се нарекувани, и на Карловац. Русија ги затегнува односите, односно ги менува односите кон македонците тогаш. Тогаш почнува нешто, но по-конкретно од 1829 година, кога за прв пат Јурий Венелин, тој е еден руски историчар, писател, ја пишува историјата на Бугарија. Фактички се создава една нов проект за создавање на една бугарска држава. И тој Јурий Венелин ја ставил и територијата на Македонија под тоа бугарско, да речем, иго. И за прв пат бугарите кои биле ученици во Русија се среќаваат со таа книга и со својата историја. Но таа книга е делена и на македонците. И доаѓа до една заблуда на учениците македонци кои биле таму заедно со бугарите, затоа што и во Бугарија има една појава, граѓаните се нарекувале грци, а селаните бугари. Писмените се нарекувале грци во денешна Бугарија, а неписмените бугари. Или, например, сите училишта кои ги граделе во тој период до 1830-тите години, во бугарските градови бугарите ги нарекле елински училишта, затоа што се учело на грчки јазик. И сега што треба ние да речеме, па вие, или грците да им речат, па вие имате заедничка историја со нас, вие не сте бугари, вие сте заблудени грци. Но освен тоа има и бугари кои во тоа време мислеле дека се романци. Дури мислеле дека се и македонци. И сега што треба? Ние да
да им кажуваме, еве, од Пловдив, луѓе кои за себе велат дека се македонци, од Дупница. Во тој период било нормално кај луѓето во Османлиската империја се изгубиле многу спомени за некогашните царства, за идентитетот не се препознавал така како што сега го препознаваме, бидејќи верата била само битна, се нагласувала. Бранко, можам да заклучам сега, значи ако доаѓаме до 1829 година, тука е востанието во Грција, потоа ќе се формира и Сан Стефанска Бугарија, значи тука во овој период доаѓаат 50 на години, ако имате вие забележано, верувам дека сигурно се забележале, дека влијанието доаѓа на Австро-Унгарија, на Германија, на Русија, па Франција и Англија на Балканскиот полуостров и се дели македонскиот народ. И Македонија. Така е. Кај Балканските војни, така? Така е. Меѓутоа е интересно тоа што имаме документи каде што бидејќи во Османлиското царство немаме такви извори, затоа што таму се представуваат како христијани или припадници на Цариградската патријаршија. Сите биле, и срби, и бугари, и македонци, и грци, сите биле по таа јурисдикција, бидејќи била укината, нели, Охридската архиепископија, Бугарската црква, Печката патријаршија и така натаму. Зарем тоа сега треба да биде аргумент сите на Балканот да се нарекуваме грци? Значи, тоа се оние небулози од кои мора да се ослободат и бугарските, некој дел од бугарските научници, затоа што и таму меѓу нив има отпор кон ова што се прави врз Македонија. Навистина не личи на ништо. Еве го списокот на македонскиот полк. Сите се изјаснувале, таму има рубрика нација, замисли. Иако не постоеле нации, македонска нација. Која година беше? Ова е 1756 година. Еве сега ќе ви покажам список. Има име, презиме, на која возраст е, на кој датум дошол во Русија и од која нација е. Дали нешто? Одлично. 24 октомври 1752, македонска, 13 август, да. Македонскиот полк во Украина. Да. Одлично, да. Прекрасно. Зарем, внимавајте, во тоа време постои, например, и бугарски полк, српски полк. Тоа е одлично за да се разграничи. За да разграничиме, да видиме дека македонците од секогаш се чувствувале како македонци и посебни во однос на другите балкански народи. Знаете, да објасните книга од 900 страници со 1000 документи во милениумски размери, навистина е тешко во една емисија. Само еве да кажам дека Бранко, ќе ја емитуваме емисијата 2-3 пати, бидејќи веќе трае скоро 2 сати. Сме 2 сати, ама овие податоци за прв пат ги слушаат нашите слушатели, нашите луѓе, и овие податоци вака мислам да стигнат кај обичните луѓе. Одлична една прилика, ви благодарам многу што ова го правите и го направивте. Еве сега, например, во 50-тите години до 70-тите години на 19-тиот век, македонци нарачувале книги во Србија, бидејќи била слободна држава. И гледајте како се представувале, ќе можете самите да прочитате, после името и презимето ставаат македонец или македонац, нели? Дали нешто се чита? Само за да, македонец, родом од Македонија, македонац, Мија Араповиќ, македонац. Да, одлично, да, многу убаво се чисто. Значи, да, многу убаво се чита, се гледа. Значи, нема дилеми дека
огромен број од Дека македонците. постојат податоци, само не сме ги истражиле. Да. А интересно е овде има повеќе нарачки за книгата на Александар Македонски. Повеќе нарачки ги има, ова читателот ќе може да... Па да еве ги- веќе преку Фејсбукот луѓето бараат ваша книга за во Австралија. Ајде ќе најдеме начин некако Да си купат, сакаат да си да. купат. Знам дека е ова душевна храна за секој македонец. И мене ми беше потреба, иако ги читам документите 30 години, но некако чувствував потреба дека треба нешто вакво да се направи. Еве го и почетокот на антимакедонизмот со првиот весник на Петко Рачов Славиков, бугарски преродбеник, многу значен за бугарите, кој признава дека има проблем со македонците. Дека тие не сакаат да слушнат дека се бугари и дека му велеле дека се потомци на Филип и Александар и на Кирил и Методи и дека немаат ништо заедничко со бугарите и така натаму. И еве извадок од тој весник под наслов Македонски въпрос, македонското прашање. Прашање, да. А подолу имам извадок во кој пишува вака: многу пати сме слушале од македонците дека тие не биле бугари, но македонци, потомци на древните македонци. Еве и ова да го. Дали се чита нешто? Само задржете го. Долниот. Да, се гледа, се чита. Многу пати сме слушале од македонците дека тие не биле бугари, но македонци, потомци на древните македонци, да. Ицо, ова е непресушен извор. Верувај ми, може уште една ваква книга да се направи, но на моје задоволство работаат и други луѓе на ова. Историчари. Еве, например, како може македонците да постојат од 44 година, кога, например, Карл Хрон, австрискиот со чешко потекло научник, лингвист, пишува за македонците во 1890 година. Или, например, Леонард Голдклиф Мазинг во 1890 година брани докторска дисертација за македонскиот јазик. Каде така? Тоа е, еве го, ќе ви го покажам, тоа е во Естонија денешна. Во Естонија денешна. Да. Тој е познат славист. Не знам дали се гледа сликата. Да. Само задржете ја малку. Да. Да, одлично. Значи, тука имам и такви документи во кои веќе науката ја признава реалноста. Зборуваме за крај на 19 век и почеток на 20 век. Потоа има многу дипломатска кореспонденција, писма кои не биле за јавноста, каде меѓу себе дипломатите од Балканот зборуваат, признаваат меѓу себе дека се работи за посебен народ. И дека тие даваат отпор и дека сакаат се борат за свој идентитет и така натаму и така натаму. Еве, например, сега овде случајно свртев, ова е Димитрije Боди. Ово е конзул српски во 1892 година. Вели вака: ве известувам, господине министре, дека во последно време во градот Костур се појави некакво интелектуалистичко движење кај местните учители со кое се инсистира да се отфрлат грчката и бугарската пропаганда, а во училиштата да се воведе македонскиот дијалект како наставен јазик. Оваа иницијатива, впрочем, господине министре, започна од неколку градски учители непријателски расположени спрема грцизмот и бугаризмот. Затоа што тамо србите не биле присутни со школа, ама овој го известува српскиот конзул што се случува во Грција. Или, например, за побуната на Прилепчани и на Охриѓани.
дека не сакаат екзархија, туку сакаат македонска црква во Оџиде на Охридската архиепископија. Има иницијативи од Солунање, од граѓаните на Солун. Еве, например, Солуњаните. Да, солуњаните. Еве, шпански вестник, например, за македонците исто пишува. Не знам, многу примери. Така, ајде да. Сакам да ви го поставам ова прашање. Сега од ова што досега, па после ќе се вратиме малку, или ајде тука да започнеме сега со коминтерната. Појавата на коминтерната и ова што бугарите денес се држат, дека ние македонците сме некаква творба, административна творба на коминтерната или на Тито од 44 година, дека не зборуваме македонски јазик, дека немаме македонска култура, традиција, обичаи и така натаму. Како тоа го толкувате вие во вашата книга? Тие коминтерната ја земаат како некаков маркер и сакаат, се обидуваат да ја фрлат вината врз некаква организација, нели, комунистичка, која го измислила македонскиот народ, што е тотална небулоза. Коминтерната само ја признала фактичката состојба на теророт, дека постои македонски народ со силна своја револуционерна организација. И коминтерната тоа го направила заради свој интереси, за да придобие, за да се зголеми незината моќ на делот од Балканот каде што живеат македонците. Тие немале проблем со тоа. Но бугарите забораваат дека пред коминтерната, уште 1919 година, имаме силни заложби на Соединетите Американски држави за признавање и формирање на независна држава Македонија во рамките на етничкиот дел на Македонија, со главен град Солун. Иницијативата ја започнале нашите интелектуалци од Швајцарија со писма кои се испраќани до кабинетот на председателот на Америка Вудро Вилсон, и сите тие писма ги има и до Европа што ги праќале. Потоа ги имате поместено во вашата книга? Ги има сите. Дури видите, за тој случај, на пример, каде што Америка се заложува за посебна македонска држава во рамките на Версајскиот мировен процес, имам од неколку страни докази. Значи, се обидувам еден случај да го гледаме од повеќе агли. Првиот агол е македонскиот. Вториот агол е американскиот, каде што со документи се докажува дека се правеле напори на американската власт да се признае ова. Третата страна е цитати од америчките вестници. Ако имам среќа сега да ги пронајдам вака додека зборувам, например, дури имам и фотографија, ми се чини, факсимил од тој вестник, каде што се објавува планот на Америка за формирање на македонска држава, во која несомнено македонците се како носители на таа држава, и на крајот имам писмо, извештај, таен извештај на кралската југословенска војска, на генералштабот на југословенската војска, дека имаат сознанија дека Америка поддржува формирање на независна држава Македонија во сите оние рамки како што биле предвидени. Значи, од 4 различни извори го потврдуваме тоа. И тоа ме заинтригира уште повеќе да навлезам во феноменот на америчкото општество кон крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, каде што слободите на човекот и слободите на изразувањето се светост. И благодарејќи на тоа, па и на повелбата на народите од американскиот председател Вудро Вилсон, според која секој народ заслужил своја држава, и влијанието кое го има Анастас Коцарев, председателот на здруженијата, на македонските здруженија од Швајцарија,
видов дека фактички уште од крајот на 19 век кога започнале Коцарев поврзан е со академикот Коцарев? Да, академикот, да, председател на Македонската академија е потомок на Анастас Коцарев. А кој е Анастас Коцарев? Тоа е светско име. Дури минатата година, уште и после 100 години се цитира во науката, 2 пати е цитиран. Тој е соработник на Марија Склодовска-Кири, Нобеловката која го откри рентгенот. Но што е овде значајно во светски размери за Анастас Коцарев? Што Анастас Коцарев е човекот кој прв открил, диагностицирал малигна клетка, малигнитет во човековиот организам со помош на рентген. Тоа е огромно откритие. И еден таков авторитет кој предавал на швајцарските универзитети и на америчките, не му било проблем да допре до кабинетот на председателот на Соединетите американски држави. Тоа е една голема величина научна за која ние македонците за жал не обрнуваме внимание на нашите врвни интелектуалци. Еве, кој знае од јавноста дека во оние 2% светски научници кои најмногу се цитирани за минатата година, има 6 македонци. Меѓу кои е и нашиот председател на академијата. Знаете што значи тоа? И оваа листа ја дава, ми се чини, Универзитетот на Пенсилванија. Треба да проверам. Значи, тоа е според мерила светски. Во најцитираните 2% научници во светот. 6 македонци. Но ние знаеме најмногу овде, за жал, главни ни се звезди, некои криминалци, некои луѓе кои што повеќе лепачи на плакати. Така и така натаму. А не вакви луѓе за кои треба да бидеме како нација горди. Видете, имиграцијата, Бранко, играла голема улога кон креирањето на модерната историја или модерната македонска држава или Македонија. Така е и во Австралија, во Америка, па и во Европа, нели? Вие веројатно имате и забележано таму. Да, еве, добро што ме потсети. Јас сега дури видов дека доста весници сум цитирал од Австралија, например. Видите, каде е Австралија во 1878 година, пред 150 години, кон Македонија. Но австралиските весници пишуваат за македонци, австралиските вестници пишуваат за македонски народ, пишуваат за македонски револуционери и така натаму. Но не должам. Еве неколку примери кои ги има и во книгата. Вестникот Овенсен Мари, Адвертайзер, Бичфорд, има наслов Македонско востание во 1878 година. Тоа е центар во Кресна. 24 мај 1878 година е ова информација во овој австралиски вестник. Или, например, вестникот Меркјури од 25.9.1885 година. Вели, ги нарекува македонски бунтовници. Зборува за нив како подготвувале уништување на палатата на султанот во Цариград. Точно е дека постоела тајна македонска група во Цариград и тоа е за мене големо изненадување како во Австралија го пренеле и ова, но таа група е осуетена, па подосна истата група на македонски анархисти и уште некои нови успеваат да ги направат познатите солунски атентати. И тие, овие луѓе кои се обиделе да направат атентат, да постават бомби на палатата на султанот во Цариград, ги нарекуваат македонски бунтовници. Потоа Daily News од Перт
во 1896 година, исто така, вели дека една македонска група се обидела да нападне турско упориште во градот Корча, во денешна Албанија, а тие ја нарекуваат југозападна Македонија. Корча ја сместуваат во југозападна Македонија. Затоа што организацијата имала свои луѓе и во Корча, во денешна Албанија. Тоа е веднаш до мала преспа. Сум бил таму, да. 903 на пример Evening News од Сиднеј известува дека македонците во Софија одржале панихида за група загинати 24 македонци кои загинале кај село Карбинци во Штип. Точно македонци се нарекуваат, значи од австралиските весници. Или на пример весникот Регистер од Сиднеј јавува дека творецот на македонската револуционерна организација Гоце Делчев бил убиен во пресметка со турците. Јасно, гласно, чисто. Гласно, да, чисто. Меркјури Хобарт во 1907 година под наслов Убиени македонци, на пример, јавува за некакви борби, престрелки. И во насловот стои македонци. Или, на пример, весникот што сум запишал овде сега, Вестерн, не можам, од Перт, Вестерн Ньюс ли е, не знам, Мейл, Вестерн Мейл, вели вака, цитирам, добро познатиот револуционерен водач Борис Сарафов, кој неодамна бил убиен во сопствената куќа од страна на еден македонец, бил од македонска националност. Значи, за Борис Сарафов се вели бил од македонска националност. Веќе тоа се приближуваме до она ниво кога почнува да се гради кај македонските интелектуалци во почетокот на 20 век и се разработува националната идеја. Имаме прво територијално самосознание кај македонците од 15 до 19 век, во средината на 19 век имаме народносно самосознание, а веќе од почетокот на 20 век почнува теоретска разработка за национално, за македонската нација, затоа што нацијата се поврзува со држава. Така што да, после француската револуција. Овие теории на македонските интелектуалци завршуваат на крај со Аснов и формирањето на македонската држава и нација. Значи да нема недоразбирање. Народ сме били од секогаш, но нациите се поврзуваат со формирањето на државите. И ние сега во овој период треба навистина да бидеме многу сериозни кон себе си, затоа што во светот постојат 2000 народи, а само 200 држави. Значи, секој 10-ти народ има своја држава. Треба многу посериозно, посвесно да се однесуваме кон ова прашање. Јас сакам за политиката, можеби, ама добро, и во политиката секој се потпира нели на науката, кај оние држави кои се стабилни држави, јаки демократски држави кои се почитуваат себе си прво. На крајот сакам да сумираме, да кажете колку години името го носиме македонци, македонец, Македонија. Па нели така е и насловот е така, македонци. Милениумски. Најрано се среќава пред 2700 години. Пред 2700 години и значи да не се лажеме, како и сите имиња, и македонското има некој континуитет и дисконтинуитет. Овде се разработени факторите кои влијаеле да го нема и факторите кои влијаеле да го има, но континуитет на името македонци е меѓу ретките во светот кое се одржало на ваков начин. Затоа што има ли некој друг пример тако, Франко?
Па сигурно има, да речеме еве кинезите, нели? Тоа е една цивилизација многу стара. Да, меѓутоа персијците се изгубија. Да, персиците, да, сега и Иран, нели, Да. на тоа и така натаму. Има се, но треба ние секогаш да имаме и да се навраќаме на овие луѓе. Има и многу луѓе во овие избори кои никогаш јавноста не слушнала за нив. И дури гинеле за тоа име. И од почитот на нашите предци, почитак на нашите предци, треба малку и ние посериозни да бидеме кон сето ова што ни се случува во овие тажни времења. Па тоа овие последни 5 години особено. Да, во последните 5 години. Затоа велам, оваа книга на некој начин ни беше потребна, тоа го чувствував, ама и сега по реакциите за овие 3-4 дена од промоцијата се неверојатни. Едноставно не може ова да се прераскаже. Овде компјутерот вели дека има 250.000 зборови, замислете, мислам, милион букви, да речеме. Тоа само 250.000 да ги броиш, колку дена ќе ти треба, нели, и така натаму. Така што ова е книга која не се чита во еден здив. Тоа е книга која секогаш треба да биде покрај нас. Сега, можеби, не е убаво што зборувам јас, но... Па добро, вие треба да се гордеете со тоа. Зошто не е убаво? Тоа е едно големо, ова е капитално дело. Знаете, јас сум од Тетово. Во Тетово има една изрека, вели, фалењето е ерѓе. И да, меѓутоа имате дело пред вас, имате. Подобро е да зборуваат другите. И подобро е можеби да цитирам и дел од нашите колеги кои беа мене да, нели, промотори беа, еве да ги спомниме, Наташа Котлар беше, Митко Панов, па Теон Джинго. Да. Вие бевте, па таму гледав јас на сликите историчари угледни, па и професори по македонски јазик. Рецензенти ми беа Стојко Стојков. Да, Стојко Стојков, нашиот од Пиринска Македонија. Да. Тој е исклучителен стручњак, медијавелист. Многу ми помогна. Еве да му се да кажеме дека е од Благоевград, од Пиринска Македонија. Така, од Пиринска Македонија. И уште е тука да го споменеме и Тодорче Преганов. Исто како рецензент, затоа што тие се специјалисти во одредени периоди и затоа јас морав да правам консултации со сите нив. Тоа е нешто како во здравството, значи ако си специјалист за еден орган, тоа не значи дека си за друг. Општо ја познаваме, значи историјата, ама нам ни треба секогаш дополнителни консултации со стручњаци кои 20, 30, 40 години се занимаваат со тоа прашање. Затоа сметам дека делото има поголема значење и значење кое можеби, како што вели Наташа Кота, понатаму ќе не натера сите да продолжиме во оваа насока, да биде еден вид платформа врз која треба да се надоградува и тоа да работат и институции, цели екипи. Апсолутно. Јас се сложувам и предлагам тука и да завршиме со ова убаво, прекрасно интервју што го имавме со вас, што ни дадовте информации за прв пат за нашата јавност, вака јавно да слушне за континуитетот на македонското име, на македонците, македонецот од античко време па до денес. Дека еве со податоци, со поместени, нели, имате слики таму од милениумските времења, од античките времења до денес, дека тоа име никој не ни го наметнал со сила, дека тоа име ние го носиме доброволно и со љубов и од срце. Така е. И спремни за жртвување за него, затоа што тоа историските факти го докажуваат. Ти благодарам за ова... Професоре Бранко, ви благодарам и јас многу на вас, на исцрпните овие податоци што ни кажавте.
а пак ќе се заложиме да се собериме, да направиме нешто повеќе заеднички, и Република Македонија и ние од иселеништвото, се во интерес на македонскиот народ и нашата држава Македонија. Благодарам многу, поздрав до тебе Ицо, и што остапи простор за овој труд кој е посветен на сите македонци. И голем поздрав до сите наши македонци во Австралија и секаде каде што те слушаат и гледаат, затоа што знам дека си следен многу пошироко од Австралија. Да, мислам да се повторам и јас, да не се фалиме, да, не следат во Америка, Канада, Европа, во Република Македонија. Тоа е и добро на некој начин. Или полесно кажано во целиот свет. Во целиот свет, да, каде што има македонци. Уште еднаш ви благодарам и се надевам дека, не се надевам сега, верувам дека и понатаму ние ќе имаме вакви интервјуа за пошироката македонска јавност. Ви благодарам и да гледаме. Благодарам. До слушање, пријатно.